Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Денешниот петочен ден го одбележаа повеќе настани. Ќе ги проследиме веднаш по кратката најава за дел од вестите. Македонското собрание ја исправи геодетската грешка стара неколку децении. Ке се намали котота на брана Јагмулар во близина на Штип, со што се отвора можност за нејзина изградба. На испитно рочиште во Основниот суд во Штип се утврдија спорните побарувања на доверителите кон индиската компанија Индоминерали и Метали во стечај. Офталмолошки прегледи на децата во градинките во Скопје, Велес, Штип, Битола, Охрид и Тетово. Реална е потребата од навремено откривање на очните деформитети кај најмладата популација. Топ тема на денешните медиуми, објавена првата акција на специјалното јавно обвинителство под името Титаник. Пристрасност и наклонетост на специјалното јавно обвинителство или не? Ова ги стави во двоумење граѓаните. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, заедно со обвинителките Ленче Ристовска и Фатиме Фетај на денешната пресконференција објави дека обвинителството ја презема првата акција под името Титаник. Имено се работи за предмет поврзан со криминализација на изборниот процес за опстојување на власт во периодот во 2012 година. Како што наведе обвинителката Фетај, министерот за внатрешни работи ја впрегнал целокупната структура на ова министерство да го состави избирачкиот список за интересите на владеачката структура. МВР ангажирало голем дел од капацитетите при што се погазени законите. МВР направило упад во избирачкиот список. Од страна на обвинителката Фатиме Фетај беше посочено дека во рамки на предметот се наоѓаат и поранешен министер за внатрешни работи, транспорт и врски и генерален секретар на владата, со што ги посочија лицата им пресудија без суд и без постапка. Поточно груба повреда на законот, прекрашувајќи го основното уставно и законско право на пресумпција на невиност. За лицата кои беа посочени не постои ни обвинителен акт, туку само барање за истрага на предметот. Функционерите на партијата кои индиректно беа осудени на пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство немаат сторено никакво кривично дело, се наведува во соопштението на ВМРО ДПМНЕ до медиумите, нагласувајќи дека тоа ќе го докажат. ВМРО ДПМНЕ нема да подржи незаконско и неуставно работење. Секој орган и секоја институција мора да делува во рамките на своите надлежности, бидејќи никој не е над уставот и законите. Нападите врз Советот на јавни обвинители, орган кој е задолжен за контрола на работењето на специјалното јавно обвинителство, секако не оди во прилог на градењето на кредибилитетот на специјалното јавно обвинителство, туку уште повеќе го подрива. Денес бевме сведоци на политички настав во кој беа прозвани голем број лица. ВМРО ДПМНЕ гласаше и го поддржи изборот на специјалното јавно обвинителство. За жал, изминатиот период бевме сведоци на непримерни изјави од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев, обвинет во повеќе кривично правни случаи, во кои тој ги најавуваше чекорите на специјалното јавно обвинителство. Уште потрагично е тоа што ваквите изјави не само што не беа демантирани, туку со многу чекори беа потврдени. Со тоа беше драстично нарушен кредибилитетот на институцијата и се фрли сенка на нејзината професионалност и непристрасност, се вели во соопштението на владеачката партија. Имено како што пренесува порталот Курир, основното јавно обвинителство денес го добило барањето за повлекување на предметот подкуп, иако истиот не е поврзан со незаконско прислушување материјали. За случајот подкуп, Заев е осумничен за корупција тешка 200.000 евра, пари кои ги побарал од свој сограѓанин што бил заинтересиран да приватизира градежно земјиште од 100.000 квадратни метри. Со барањето за повлекување на случајот подкуп, истиот ден кога специјалното јавно обвинителство Јанева на пресконференција покажаа досега невидена пристрасност и најавија прва акција под името Титаник, сосема јасно дека Јанева целосно се става на располагање на Заев во обидот да го исчисти лидерот на СДСМ од коруптивните сделки за кои се осомничени, а за кои има непобитни докази. Дополнително, специјалното јавно обвинителство настапи со политички квалификации и го нападна Советот на јавни обвинители, орган кој е задолжен да врши контрола на нејзината работа. Со тоа Катица Јанева покажа класично непочитување на уставот и законите на Република Македонија, поставувајќи се над нив.
и си додели права кои ги нема никој во оваа земја, стои во објавата на порталот Курир. Останува граѓаните да оценат за постоењето пристрасност и наклонетост на специјалното јавно обвинителство. Регионалните и локалните телевизии во земјава со заеднички допис до 4 најголеми политички партии и представништва на Европската унија и САД заеднички застанаа против законот за цензура на СДСМ и европскиот представник Питер Ван Хојте. Во дописот се вели: нашиот став во целост се поклопува со искажените ставови на 5 национални телевизии и бараме од сите политички партии да го почитуваат нашето мислење и нашите ставови, бидејќи се работи за закон кој не тангира нас телевизиите. Регионалните и локалните телевизии бара да се преземат активности за да се разреши оваа вештачка креирана медиумска криза во Македонија, а доколку продолжи праксата на преговори за медиумите без да се прашаат самите медиуми и без да учествуваат во преговарачкиот процес, ќе се повикаат на граѓаните на протест на амбасадата на Европската унија и протестот ќе трае се додека не се вразумат партиите под водство на медијаторство на Европската унија. Овој допис беше потпишан и од регионалните телевизии од Истокот, Канал Плюс телевизија, Телевизија Стар и Ирис телевизија. Основниот суд во Штип денес одлучуваше за спорните побарувања на доверителите од стечајната маса на индиската компанија Индо Минерали и Метали, која до септември минатата година менаџираше сородниците за олово и цинк злетово и Тораница. Владата објави оглас за нов концесионер кој ќе менаџира сородниците во наредните 3 децении. Рударите очекуваат брзо окончување на стечајната постапка и рестартирање на производството. Во Основниот суд во Штип на испитно рочиште доверителите и стечајниот управник ги дефинираа побарувањата од стечајната маса на Индо Минерали во стечај. За стечајниот управник неспорни се над 8 милиони евра побарувања од доверителите, но за над 3 милиони евра како спорни побарувања одлучува судот. На 18 февруари треба и официјално да се одржи првото извештајно рочиште на собранието на доверители за родниците, кои беа во сопственост на индиската Индо Минерали и Метали. За мене како председател на одборот на доверители е важно од една страна колку е можно повеќе да се исплати побарувањето на сите доверители, меѓутоа како градоначалник на општина Пробиштип најважно е колку е можно побрзо да се рестартираат рудниците, односно колку е можно побрзо сите рудари и од Пробиштип и од Крива Паланка да појдат на работа и од друга страна и тие се нели дел од стечајната маса, од побарувањата да им бидат исплатени за останатите плати на работниците од двата рудника. Од синдикатот на рудникот Злетово бараат што побрзо рестартирање на рудникот, рударите што побрзо да започнат со работа, да произведуваат и да земаат плата. Тие апелираат стечајната управничка да најде начин да ги исплати работниците кои го одржуваат рудникот. Една од полните точки е работниците кои работат на одржување уште немат земано плата, немат здравствено осигурување, исто и пензиско осигурување. Апелирам на стечената управничка да најде начин за да ги луѓето исплате. Инаку тие веќе губат ова морал и не сакат да одат на работа. Фактички без пари и без ова здравствено осигурување, а тоа е рудникова, знаеме, специфична и тешка работа е, значи не сакат да одат. Ние сме за да што поскоро, у најкраток можен рок, имаме ние од синдикатот барање поднесено и до влада, и до министерства, до се, и до господин Груевски, и до Министерство за економија, и секаде сме имаме обратено, и со молба, и со апели, што поскоро се рестартира рудникот, за да можеме да работиме, да се работиме, да произведеме и да земеме. Последниот концесионер Индо Минерали и Метали 10 години менаџираше со рудниците Добрево и Тораница, каде производството запре на 24 септември минатата година и без работа останаа околу 1000 рудари. Во меѓувреме, владата распиша оглас за доделување на концесија за овие рудници, а на 16 март ќе се одржи електронско надавање за нов концесионер.
Изградбата на експресниот пат Штип Радовиш ја наметна потребата од измена на водостопанската основа, стара повеќе од 4 децении, која во близина на Штип предвидуваше брана со висински коти кои што значаат целосно поплавување на поширокиот регион и поголем дел од Штипско ново село. Македонското собрание донесе одлука со која се исправи оваа децениска геодетска грешка. По повеќе од 40 години променета е котата на планираната брана Јагмулар на 18 километри од Штип во долината на река Брегалница на 25 километри од вливот во Вардар. Македонското собрание даде зелено светло на предлог измената на водостопанската основа на Македонија, со што се надминува реалната опасност од поплавување на делот од Штип во близина на Новосело. Се отвара можност за реализација на неколку проекти поврзани со оваа брана, а од странета и најголемата пречка за донесување на генерален урбанистички план на општина Штип. Ова планско решение представуваше проблем за голем број на граѓани на Штип, имајќи предвид дека се поплавуваше славното ново село во Штип и целокупните оние индустријски објекти кои што се наоѓаат на потегот на патот Штип према Радовиш, и поплавување на средно училиште Искра, живинарска фарма, кланица, дистилерија, поплавување на 3 села, Пенуште, Стемелци и Доброшани. И од таа причина имаше долги години потреба за промена на ова водостопанско решение. Експресниот пат А4 Штип Радовиш ја наметна потребата од измена на ова водостопанско решение и симнување на висината на котата на оваа брана која беше проектирана како повеќе наменско водостопанско решение со кое се планираше водоснабдување на Штип со околните села, водоснабдување и ладење на 6 термоелектрани, наводнување на 900 хектари земјоделско земјиште, енергетско користење и заштита од поплави на низводното подрачје. Опцијата за водоснабдување на Штип од оваа брана сега отпаѓа заради тоа што градот се преориентира кон водите од хидросистемот Злетовица. Новото планско решение нам повлекува намалување на котата за 12,8 метри, односно од 262,8 на 250 метри надморска висина, со што се избегнуваат сите овие проблеми кои што се појавуваат. Општина Штип позитивно се изјасни за истото, со напомена дека нема потреба за обезбедување вода за пиење за Штип од истата брана Јагмулар, имајќи во предвид дека во изминатиот период е изграден хидросистем од Злетовица кој што го решава проблемот за наводнување, вода за пиење на повеќе општини во источниот регион. Измената на постојното планско решение за хидросистемот Јагмулар значи многу пред се за изградба на експресниот пат Штип Радовиш, а намалените коти отвораат и реална можност оваа брана близу Штип од идеја стара неколку децении наскоро да стане реалност. Делчевчани добија можност да поднесат собствен предлог за донесување или измени на урбанистичкиот план. Општината го распиша јавниот оглас кој ќе трае 31 ден. Општина Делчево објави јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. Делчевчани добија можност сами да си ги предложат урбанистичките планови за определено место. Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање во првиот квартал од 2016 година. Се известуваат граѓаните и правните лица на територијата на општина Делчево дека се распишува јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. Во период од 31 ден, сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на урбанистички планови од членот 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата. Јавниот повик е трае 31 ден сметано од денешната објава во Нова Македонија. Јавниот повик е објавен и на интернет страната на општина Делчево, на огласната табла во општината, во информацијскиот систем Е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на општината. Заинтересираните правни и физички лица иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на секторот за урбанизам и заштита на животната средина при општина Делчево или во електронска форма преку информацијскиот систем Е-урбанизам во определениот рок. За сите прифатени иницијативи подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацијскиот систем Е-урбанизам во рок од 15 дена
од истекот на рокот за поднесување на иницијативи. Средствата за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат поднесителите на иницијативите, правни или физички лица. Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Делчево за 2016 година. Штипските детски градинки се опфатени со проектот за рано откривање на аномалиите на видот кај децата. Станува збор за проект на УСАИД за бесплатни очни прегледи на децата од 2,5 до 6 годишна возраст. Децата во детските градинки во Штип, Скопје, Тетово, Битола и Велес бесплатно ќе ги прегледуваат офталмолози за заштитување на видот кај децата. Се работи за проект за рана детекција и превенција при аномалии на очни болести. Проектот на USAID Alliance фондацијата за децата со пречки во видот е проект кој што е започнат минатата година октомври месец, а се имплементира преку Универзитетот на Југоисточна Европа со две главни компоненти, едната е едукативна, другата е медицинска. Едукативната е преку отварање на 5 ресурсни центри во 5 градови во Македонија, каде што дечињата со пречки во видот ќе посетуваат дополнителна настава. Во детската градинка Вера Церивири Трена во Штип со овој проект се опфатени 420 дечиња на возраст од 3 до 6 години. Ова е еден добар проект затоа што во принцип родителите имаат навика дечињата кога ќе се пожелат на болки во окото, тогаш да отидат на лекар, на очен лекар. Ние правиме еден чекор повеќе, во градинката се вршат бесплатни очни прегледи за да утврдиме дали некој детенце има аномалии во очите. И во Штипската детска градинка Астибо се реализираше овој проект, со кој беа опфатени околу 700 дечиња. Овој проект е важен за нас, бидејќи ние во целосното досие на детето го внесуваме како репери и потоа ги упатуваме родителите соодветно да си превземат мерки доколку нивното дете има некаков проблем во однос на видот. Досегашните резултати покажуваат дека секое 10-то или 12-то дете има проблеми со видот. Причината офталмолозите ја гледаат во се поголемата примена на мобилните телефони, таблетите и лаптоп компјутерите. Со овој проект сите дечиња во нашите градинки, се некаде околу 900 во Штип, ќе бидат прегледани, стручно. Опремата која имаме добиено е најнова технологија која постои во целиот свет, прилагодена за прегледи во градинка, за прегледи кај дечиња. И на овој начин ќе добиеме точна представа за сите аномалии кои ги имаме кај децата, вклучително и страбизамот како не рефлектерна аномалија, но присутна кај децата во оваа возраст. По завршувањето на проектот на секој родител ќе му биде даден формулар со точно наведен опис за состојбата на очите на нивното дете. 30 на карикатури од последниот фестивал Инвиница Верита се изложени во фоајето на Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Изборот е направен од над 400 карикатури од автори од 43 држави на тема Светот е мал. Од оваа година фестивалот на афоризми и карикатури во Виница е влезен во програмата на носечки фестивали во државата. Во Домот на културата Ацо Шопов во Штип се одржа вечер на афоризми каде беа изложени 30 на карикатури од последниот фестивал Инфиница Веритас. Светот е мал е темата на која работеа афористичарите од повеќе места на Македонија. Според Иван Бојаджиски, афористичар од Штип, вели дека младата популација не е многу заинтересирана за овој вид на новинарско изразување, па затоа преку ваков вид на презентирање да се подигне свеста на публиката, хуморот и сатирата да заживеат во овој крај. Најмладиот афористичар во Македонија има 50 години, што значи дека младата генерација не го практикува, не се бави со тој новинарски жанр, кој е еден од жанровите во новинарството и тоа е една голема трагедија. Ова е манифестација која ќе стане редовна, има за цел токму тоа да ги поттикне младите да се посветат на хуморот, сатирата и афоризмот. Директорот на Домот на културата вели дека афоризмот не може да биде никогаш досаден. Хуморот и сатирата секогаш треба да бидат присутни кај луѓето. Од актери никогаш доста, така да мислам дека од хуморот на човекот му е потребен хумор.
така да од афористичари никогаш доволно и јас би сакал повеќе од луѓето кои што ќе дојдат тука и да бидат инспирирани да почнат и самите тие да пишуваат афоризми. Над 400 карикатури се пристигнати на конкурсот за фестивалот Инвиница Веритас од приближно 170 афористичари, а од оваа година фестивалот е влезе во програмата на носечки фестивали во државата. Ние очекуваме, бидејќи е така, бидејќи влеземе во 10 главни фестивали, очекуваме и поголема финанска помош, што мислиме дека нашиот фестивал ќе го подигнеме на едно повисоко ниво. Иако и досега е на едно високо ниво, но мислиме дека со една поголема финанска потпора од страна на државата ќе го подигнеме на едно многу поголемо ниво. Вакви настани се планираат да се организираат и во иднина, се со цел афоризмот да биде дел меѓу сите генерации. Со мултимедијален настан посветен на предстојните празници в недела, Штипската библиотека во соработка со Советот на млади и Американското катче даде придонес кон празничниот амбиент во Штип денес. Во пресрет на празниците, Свети Трифун и Свети Валентајн, вработените во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип организираа настан посветен токму на овие два празника. Станува збор за поетско читање, каде заинтересираните присутни читаа љубовна поезија и поезија посветена на виното. Се собравме овде за да одадеме почит на овој празник и да прочитаме по некоја добра поезија или некое прозно дело. Минатото на сите познатите поети, но и писатели, вечна инспирација за тема за пишување е секогаш љубовта. Затоа сметам дека овој настан и оваа манифестација ќе овозможи на сите млади творци од нашава општина да ги покажат своите познавања, творештво, инспирација за пишување, за најубавото чувство кое што секој го чува и да направи да го воздигнуваме ова чувство за секогаш во нашите души. Овој втор перформанс со литературно читање, кој се организира на иницијатива на новата директорка на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Милена Ристова Михајловска, беше збогатен со членовите на хорот при гимназијата Славчо Стојменски, кои изведуваа песни соодветни на настанот. Целта на денешниот перформанс е преку символите на виното и на љубовта да го истакнеме значењето и на книгата, на тој начин што да ги пренесеме позитивните искуства од светот, во кој на 14 февруари се прославува денот на љубители на книги, денот на љубители на библиотеки. Таква е и нашата цел, таква е и нашата замисла. Настанот беше организиран во соработка со Американското катче кое функционира при библиотеката Гоце Делчев и Советот на млади при општина Штип. Рускиот премиер Димитри Медведев предупреди на можноста од светска војна доколку не се најде решение за конфликтот во Сирија и доколку во него бидат инволвирани копнени сили од Соединетите држави и Саудиска Арабија. Во интервју за германскиот весник Handelsblatt тој изјави дека Вашингтон и Москва мора да го употребат нивното влијание и да ги притиснат страните во конфликтот да се согласат на прекин на огнот. Историската зграда на Националниот музеј во центарот на Прага ноќеска по полнок ја зафати пожар, кој по 2 часа пожарникарите го ставија во контрола. Според портпаролката на противпожарната служба Павлина Адамцова, огнот зафатил 200 метри квадратни од покривот, а еден човек бил префрлен во болница заради вдишување на чад. На местото на пожарот делувале 20 противпожарни единици и еден хеликоптер, а бил прогласен и највисок степен на опасност. Поради реконструкцијата во моментот музејот е празен. Полицијата започна истрага за причината за пожарот, а раководството на музејот најави дека во текот на денот ќе извести за висината на штетата. Италијанската полиција во градот Ливурно уапси двајца албански државјани во чие возило пронашла 37 килограми хероин и 2 килограма кокаин. Албанските државјани на возраст од 32 и 27 години ќе одговараат за недозволена трговија со наркотични средства. Полицијата за шверцот на дрога добила дојава од станарите на стамбената зграда во која живееле албанците. Тие биле уапсени во момент кога се обидувале да транспортираат поголеми пластични вреки во кои се наоѓала дрогата, дале отпор, но биле совладани од полицијата. При контрола на нивното возило полицијата пронашла 2 поголеми пластични вреки со 22,4, односно 12,6 килограми хероин, како и 2 помали кеси со по 2 килограми кокаин и хероин. Вредноста на запленетата дрога се проценува на над 500.000 евра.
Најдобриот спортист за 2015 година во Штип, каратистот Емил Павлов, утре ќе настапува на државното сениорско првенство, кое ќе се одржи овој викенд во Скопје. Уште на почетокот на оваа година започнав со подготовките за ова првенство. Ке се надпреварувам во категоријата сениори минус 60 килограми. Задоволен сум од моменталната форма и се надевам дека утре ќе ги оправдам очекувањата, изјави Емил Павлов за Канал Плюс. Инаку најдобриот спортист во Штип во сениорска конкуренција досега 6 пати поред е државен првак. За 2 недели Павлов ќе замине за Истанбул, каде ќе учествува и на Балканското првенство во карате. Само за подсетување, Емил минатата година учествуваше на првите европски олимписки игри во Баку, Азербејџан, каде се закити со бронзен медал. Викторија Варадинова, Божидар Јанков, Стефан Сандев и Јован Арсова се кикбоксерите од тимот на Гладиатор од Штип, кои денес ке заминат во Карловац, Хрватска, каде што ќе земат учество на Европскиот куп во кикбокс. На Европскиот куп ќе учествуваат околу 1000 кандидати од 19 земји од Европа. Интересно е тоа што Викторија Варадинова повторно ќе се сретне со европскиот првак и која верува дека судиите овој пат нема да одлучуваат во низината борба. Сите кикбоксери се во топ форма, која и напорно се подготвува изминатиот месец. Инаку, општина Штип во изборот на најдобрите спортисти за 2015 година во кадетска конкуренција и додели признанија за освоено второ место на Викторија Варадинова, токму од Гладиатор, и трето место за Божидар Јанков. Според информациите кои ги доби Канал Плюс од тренерот на Гладиатор Кирил Нацев, надпреварувачите активно се подготвуваат за Европскиот куп и очекуваат одлични резултати. Ова беа содржините предвидени за ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата која следи на Канал Плюс телевизија.